Добро, најпрво голема благодарност до сите медиуми што излегувате во пресред за вака интензивна комуникација со цел благовремена и точна информација на јавноста. Вториот случај кој го тестиравме на коронавирус е негативен, станува збор за патникот кој што е дојден од Дубај после 6-дневен престој таму, станува збор за инфлуенца тип Б. Во текот на денешната седница на владата се донесоа повеќе заклучоци, препораки и задолженија кон Министерството за здравство, дел се преземени од вчерашниот состанок на Центарот за управување со кризи. Прво, ќе повторам дека патници кои што доаѓаат од Северна Италија ќе се пропуштаат на само 5 гранични сувоземни премини, тоа се Табановце, Девебаер, Блаце, Кјафасан, како и Богородица и двата аеродроми тука во Скопје и во Охрид. Понатаму се задолжи Министерството за здравство да набави соодветна опрема со што ја дополнуваме резервата која што имаме, која во овој момент освен што ја користиме за наши потреби тука во јавноздравствените институции, беше дистрибуирана и по граничните премини со цел да се заштитат граничните полицајци. Преземавме обврска да набавиме и дезинфекциони средства кои што ќе бидат дистрибуирани по основните и средните училишта со цел подобрување на статусот на хигиена за да се спречи ширењето на инфекцијата. Понатаму се задолжија сите јавни институции, основните, средните школи и универзитетите да ги одложат сите планирани патувања, студиски престои и екскурзии во регионот на Северна Италија и го повторуваме апелот да не се патува во овој регион, освен ако нема некоја голема и итна потреба. Во постојана комуникација сме со сите институции, не само во здравствениот сектор, туку преку веќе формираната група која што ги менаџира сите информации во врска со ова прашање во рамките на Министерството за здравство, во која членуваат и представници на други институции, како Министерство за внатрешни работи, за одбрана, Царина, понатаму Центарот за управување со кризи, Министерство за образование и наука, практично ќе биде и еден комуникацијски центар со цел на времено и точно информирање на јавноста. Сите капацитети во рамки на здравствениот систем и покрај тоа што некои писмени известувања веројатно казнат, се благовремено известени за активностите кои што треба да ги преземат преку директен контакт со директорите, односно менаџерите, со цел тие да бидат спремни да превземат дел од пациентите кои евентуално би требале да бидат третирани или патници, граѓани кои што треба да бидат обсервирани во статус на изолација. Ви благодарам. Господин Филипче, вчера пред вие официјално да потврдите дека има еден пациент на кој му се вршат тестови за корона, порталите беа поплавени со информации. Пред да се објават официјалните резултати, исто така саат и пол пред да се објават резултатите, исто така имаше низ многу портали информации дека не е заразен. Истото се случи и денеска. Ситуацијава е преозбилна за да се повикаме на извори. Дали може би треба вие да разговарате со тимот во инфективна за да се повикаме само на официјална информација? После иницијалните информации у текот на вчерашниот ден дека има веќе заболен од инфициран со корона вирус, ние после тоа излеговме со демант. Заради тоа што пациентот кој што се јави неколку часа после таа информација, што значи дека стануваше збор за лажна вест. Упатувам апел да се сите придржуваат до официјалните информации кои што ќе произлезат од оваа група за менаџирање на овој проблем кој што е веќе формирана во Министерството за здравство. И тимот тука во Министерството и јас лично сум на располагање 24 часа за да споделуваме вистински и точни информации. Велите дека некои известувања писмени ви касна, дали со тоа мислите на Штипската болница каде што директорот изјави дека не добил никакво известување дека инфективното оделение ќе биде карантин? Инфективното оделение ќе биде по потреба простор за изолација, не за карантинско на лекување. Тоа го сретнав како информација во медиумите, иако тројцата директори во текот на вчерашниот ден, тука мислам на директорите на болницата во Штип, во Велес и во Гостер, беа информирани што е идејата. Тие веќе преземаа соодветни чекори да се спремат оделенијата во таа насока. Сакам да кажам и да потенцирам дека имаме добра координација
дека во таа координација и дека за таа координација стојат добро испланирани однапред чекори по препорака у текот на вчерашниот ден на Комисијата за заразни болести. Министре, голем дел од граѓаните не ги откажуваат патувањата за 8 март, само мал дел ги откажале. Дали има никои препораки до туристичките агенции да ги откажат патувањата? Во овој момент тоа што владата веќе го направи е тоа што укажа дека мора да се откажат сите патувања организирани од јавните институции. Ние не можеме во овој момент да направиме ништо повеќе од тоа да упатиме апел тие патувања да се откажат. Тоа е сериозен ризик дополнителен на сето ова што сега го имаме со сите патници кои што и сега доаѓаат од регионот на Северна Италија, кои што отворени кон останатите соседни делови, соседни земји, патници кои што доаѓаат во нашата земја. Сметам дека нашите граѓани не треба да преземаат таков ризик. Министре, само едно прашање. Имаше информации од патници кои што доаѓаат од Северна Италија дека не добиле никаква информација, ниту на граничен премин, ниту на аеродромските или во Охрид или во Скопје на аеродромите. Што за нив доколку почувствуваат било какви симптоми? Дали треба да заминат кај матичен лекар или има некоја друга процедура која што треба да се почувствува? Сите патници кои укажале на тоа дека доаѓаат од тој регион во текот на вчерашниот ден, денешниот ден се прво прашани од граничната полиција и потоа се информирани доколку доаѓаат од тој регион и доколку немаат никакви симптоми, ниту пак се претпоставува дека се у период на инкубација, добиваат совет што треба да се прави. А тоа е телефонски броеви на соодветно испечатен флаер од страна на Светската здравствена организација, на локалните центри за јавно здравје, Институтот за јавно здравје, со цел да се контактира и преглед се направи во нивните домови. Значи, луѓе кои што престојувале во овој регион на Северна Италија, доколку добијат такви симптоми, да не шетаат по јавноздравствените институции, туку ќе бидат прегледани и тестирани, доколку се индицира, во нивниот дом. Благодарам.